Сега денеска зборевме за еден друг закон кој што донел, тогаш Маневски го спомнавме, донел закон за извршување, кој што од негде дали го препишал, дали сам го составувал, меѓутоа сметаме се денеска сите дека е тој штетен закон и дека кукавицата го снела своето јајце, па ние денеска се бориме со младите кукавици овдека. Јас би сакал и господинот Маневски да го видам овдека, да, пошто зборуваме за неговите јајца. Двете се околу забелешките доколку сакате за да можеме да прибележуваме. Во ред. Нешто ми падна во очи. Граѓаните не знаеле дека должат. Јас се прашам сите овдека присутни, како може еден граѓанин да не знае дека должи? Значи, граѓанинот не знае дека имал сметка према него, тогаш граѓанинот не знаел дека има нотарски платен налог или предлог за извршување на нотар. Граѓанинот не знаел дека неговиот предмет бил на суд. Граѓанинот не дознал дека дошол до извршител и дури дознал на крај можеби кога му ја блокирале сметката. Па колку пати не сме го известиле граѓанинот дека должи? Значи овдека нешто дебело смрди, почитувани, да? Значи дали е ова проблем на законот за пошти или е проблем на целата постапка? Значи тука треба да се вметне нешто што ќе го исправи ова. Граѓанинот мора да знае дека должи. И треба да се утврди тој долг. Во предлог законот пишува тамо што е должник, што е доверител, што е долг. Никаде не пишува и дека треба да има договор кој што не бил испочитуван на страна на граѓанинот, па тогаш се настанал тој долг. Имаме денеска односно компании кои што без договор ви наметнуваат долгови и ве ставаат во должничкото робство. Овдека имаме случаеви кога се злоупотребуваат судските печати. Тоа е општа јавна тајна дека судските печати се поземуваат на одредени правни служби, на одредени компании и тога се штанцаат нотарски платни налози и илјадници за кои што повторно граѓанинот нема поим дека должи. Значи и никој тоа не го испитал до сега. Значи не отишла ни финансиска полиција, ни оделение за организиран криминал, ни други државни институции да го проверат тоа и тоа да го санкционират и прво да го спречат. Пошто повторно граѓанинот нема да знае дека има долг и дека некој му направил долг, без да знае самиот. Бараме да се укинат во овој закон, да бидат метнати, значи и овие работи, да се укинат веднаш ваквите видови на долгови. Значи тука не ќе да преговараме за тоа. И што е со доколку граѓанинот доброволно си го плати долгот, да кажеме во топлификација, си го плати долгот и сега управниот одбор на топлификација донело одлука да не ги отпише каматите. Дали тогаш граѓанинот ќе се осеќа изигран од ваквиот закон? Го платил долгот за кој што не знал дека должи, за кој што не постоел тој долг, бил виртуелен долг од топлификација, за кој што немал ни договор со нејзе, можеби, и сега по повод овој закон го исплатил, ја би исплатил основицата, меѓутоа нити топлификација му ги простила каматите, нити извршител и нотар му ги простил трошоците. И тој е сега ставен во една ситуација да плаќа илјадници денари за нешто што не постоело. Што со тие граѓани, со тие случаеви?